Почитувани граѓани, почитувани медиуми, успешните политики на владата предводена од СДСМ во изминатите 3 години, како и вистинскиот, правиот пат по кој ги води граѓаните и државата, се потврдуваат во континуитет. Уште една голема потврда за тоа е победата на изборите на концептот што води напред и кон полноправно членство во Европската Унија. Концепт предводен од Зоран Заев, кој за само 2,5 години го откочи интегративниот процес. Европската перспектива на државата и европските вредности, како водечки приоритети, се препознаени, а признание за тоа е и вклучувањето на земјава во 7-годишната финансиска рамка на Европскиот совет, насловена Нова генерација ЕУ. Тоа за нас како држава значи достапни неповратни средства од околу 3 милиарди евра за овој 7-годишен период, како средства за третата генерација на предпристапна помош ИПА-3. Овие средства Република Северна Македонија ги добива како поддршка во грантови и проекти и значајно ќе го забрзаат економскиот развој и реформскиот капацитет. Тоа значи средства и проекти во областа на транспортот и инфраструктурата, во земјоделството и животната средина, во економскиот развој, во правдата и реформите за владење на правото, како и други клучни области кои заеднички се идентификувани со европските партнери. Проекти кои што ќе ги реализира новата влада, предводена од СДСМ во следниот мандат. Почитувани, овие средства се клучна алатка за поддршка на преговорите на нашата држава во наредниот 7-годишен период, после кој очекуваме во европскиот буџет да бидеме проектирани веќе како држава членка на Европската Унија. Заедно со веќе доделената помош за справување со кризата од COVID-19, ова е значаен сигнал за нас како држава која ги започнува преговорите со Европската Унија. Почитувани граѓани, само проевропска и реформска влада, предводена од СДСМ, може, знае и умее со максимален капацитет да ги искористи овие можности и да го скрати патот на Северна Македонија до членството кон ЕУ. Тоа го покажавме со членството во НАТО, а ќе го постигнеме и со Европската Унија. СДСМ останува на страната на интересите на граѓаните и на државата. Ви благодарам.